Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драгица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица менување на тригонометриските функции. Најпрво ќе ја дефинираме тригонометриската кружница. Кружницата, чиј центар се совпаѓа со координатниот почеток на правоаголен координатен систем и има радиус r еднакво на 1, се вика тригонометриска кружница. Тригонометриската кружница интензивно се користи во трета година во темата тригонометрија, а во втора година ќе биде употребена при илустрирањето како се менува тригонометриските функции за агли од 0 до 90 степени. И при тоа ќе се користи само делот од тригонометриската кружница во први квадрант. Да видиме како се менува тригонометриската функција синус. За таа цел ќе го разгледаме цртежот 1. Ќе почнеме од правоаголниот триаголник ABCD, која што има остар агол алфа 1 во темето А. Да побараме синус од алфа 1. Синус од алфа 1 ќе биде еднакво на спротивната катета, а тоа е должината на отсечката B1C1, врз хипотенузата, а тоа е должината на отсечката AB1, што воедно е радиус на тригонометриската кружница со големина 1. Од тука синус од алфа 1 ќе биде еднакво на должината на отсечката B1C1. Го зголемуваме аголот и добиваме агол алфа 2. На ист начин, кога би побарале синус од алфа 2, ќе добиеме дека тоа е еднакво на големината на отсечката или должината на отсечката B2C2. Ќе го зголемиме уште аголот и побараме синус од алфа 3, ќе добиеме дека е еднакво на должината на отсечката B3C3 и така натаму. Заклучуваме дека како што се зголемува вредноста на аголот почнувајќи од 0 па се до 90 степени, така расте и вредноста на синусот почнувајќи од 0 како најмала вредност па се до 1 како максимална вредност. Знаејќи го ова, да одговориме на барањето од задача 1. Кој е поголем? Да. Синус од 45 степени или синус од 65 степени. Аголот од 65 степени е поголем од аголот 45 степени. Од тука, синус од 65 степени е поголемо од синус од 45 степени. Задача 2. Подреди ги да растат. Да. Дадени се синус од 55 степени, синус од 38 степени и синус од 42 степени. Кога би ги подредиле аглите по големина, ќе почнеме од најмалиот 38 степени, следува 42 степена, а потоа 55 степени. Така ќе биде и со нивните синуси. Синус од 38 степени има најмала вредност и тоа е помало од синус од 42 степена, а тоа е помало од синус од 55 степени. Обидете се сами да одговорите на задачите прва под Б и втора под Б. Да видиме сега како се менува тригонометриската функција косинус. Повторно ќе го разгледаме цртежот 1 и ќе побараме косинус од остриот агол алфа 1. А тоа е еднакво на прилегнатата катета на тој агол, а тоа е должината на отсечката AC1, врз хипотенузата, а тоа е кажавме радиусот, од каде што косинус од алфа 1 е должината на отсечката AC1. Ако побараме косинус од алфа 2, на сличен начин добиваме дека е должината на отсечката AC2. Исто така и за косинус од алфа 3 добиваме дека е должината на отсечката AC3. Можеме да заклучиме дека како што се зголемува аголот почнувајќи од 0 па се до 90 степени, така вредноста на косинусот опаѓа почнувајќи од 1 како максимална вредност, па се до 0 како минимална вредност. Да видиме сега примена во задачи. Задача 3. Кој е поголем? Да. Косинус од 45 степени или косинус од 60 степени.
Аголот од 60 степени е поголем од аголот од 45 степени. Но кога е во прашање косинусот, добиваме дека косинус од 45 степени е поголемо од косинус од 60 степени. Под Б, косинус од 10 степени или косинус од 15 степени. Аголот од 15 степени е поголем од аголот од 10 степени. Но ради косинус од 10 степени ќе биде поголемо од косинус од 15 степени. Да видиме сега како се менува тригонометриската функција тангенс. Да го разгледаме цртежот 2. На сликата имаме правоаголни триаголници со заедничка прилегната катета АЦ со должина 1 мерна единица. Да побараме тангенс од алфа 1. Тоа ќе биде еднакво на спротивната катета, а тоа е должината на отсечката CB1, врз прилегнатата катета, а тоа е должината на отсечката AC, односно 1, од каде што добиваме дека тангенс од алфа 1 е всушност должината на отсечката CB1. На сличен начин, ако побараме тангенс од алфа 2 кој што е поголем агол, ќе добиеме дека е еднакво на должината на отсечката CB2. Тангенс од алфа 3 ќе биде должината на отсечката CB3 и така натаму. Заклучуваме дека како што аголот алфа се зголемува од 0 до 90 степени, така вредноста на тангенсот расте од 0 па се до бесконечност. Задача 4. Одреди што е помало. Под А, тангенс од 25 степени или тангенс од 35 степени. Аголот од 25 степени е помал од аголот од 35 степени. Кога е во прашање тангенс од 25 степени ќе биде помало од тангенс од 35 степени. Тоа е под А. Под Б, тангенс од 5 степени или тангенс од 85 степени. 5 степени е помало од 85 степени, а тангенс од 5 степени исто така е помало од тангенс од 85 степени. Задача 5. Подреди ги броевите да растат. Тангенс од 35 степени, тангенс од 25 степени, тангенс од 58 степени, тангенс од 83 степени и тангенс од 48 степени. Кога би ги подредиле аглите, почнувајќи од најмалиот, ќе почнеме од 25 степени. Потоа 35 степени, потоа 48 степени, 58 и на крајот најголема вредност има аголот од 83 степени. Па така и со тангенсите. Ќе почнеме тангенс од 25 степени е помало од тангенс од 35 степени, а тоа е помало од тангенс од 48 степени, а тоа е помало од тангенс од 58 степени, а е помало од тангенс од 83 степени. Да го видиме сега менувањето на тригонометриската функција котангенс. Ќе го разгледаме цртежот 3. На цртежот 3 имаме правоаголни триаголници кај кои што кај сите спротивната катета има должина 1 мерна единица. Ако побараме котангенс од алфа 1, тоа ќе биде еднакво на прилегнатата катета, а тоа е AC1, тоа е должината на отсечката AC1, врз спротивната, а спротивната има должина 1. Од тука, котангенс од алфа 1 е всушност должината на отсечката AC1. Го зголемуваме аголот, бараме котангенс од алфа 2. На сличен начин добиваме дека котангенс од алфа 2 е должината на отсечката AC2. Го зголемуваме аголот уште повеќе. Котангенс од алфа 3 ќе биде еднакво на должината на отсечката AC3 и така натаму. Заклучуваме дека како што го зголемуваме аголот почнувајќи од 0 па се до 90 степени, така вредноста на котангенсот опаѓа од бесконечност па се до 0. Задача 6. Одреди кој број е поголем. Под А,
котангенс од 48 степени или котангенс од 75 степени. Аголот од 75 степени е поголем од аголот од 48 степени. Но кога е во прашање котангенс од 48 степени е поголемо од котангенс од 75 степени. Тоа е под А. Под Б. Котангенс од 39 степени или котангенс од 40 степени. 40 степени е поголем агол, одошто аголот со големина 39 степени. Но котангенс од 39 степени е поголемо од котангенс од 40 степени. Задача 7. Дали е позитивна или негативна разликата? Под А. Синус од 25 степени минус синус од 10 степени. Прво ќе кажеме дека синус од 25 степени е поголемо од синус од 10 степени. Кога ќе образуваме разликата, имаме поголем број минус помал број дава позитивен број. Од тука разликата е позитивна. Исто така ќе го разгледаме примерот под Г. Котангенс од 85 степени минус котангенс од 1 степен. Прво ќе кажеме дека котангенс од 1 степен е поголемо од котангенс од 85 степени. Од тука кога ќе образуваме разликата, би имале помал број минус поголем број, се разбира дека ќе биде помал од 0 и од тука разликата има негативна вредност. Обидете се самостојно да ја решите задачата 7 под Б и В. Ви благодарам за вниманието.